Добре дојдовте во првата епизода на TG Production Podcast. Ова е место каде што ќе зборуваме без цензура, без филтри, само реални муабети. Ако сте љубители на deep dive разговори за hustle culture, уметност, бизнис, продукција, животни искуства и се она што другите не сакаат да го кажат, гласно тогаш сте на вистинското место. Јас сум Дарко Соколевски, CEO на TG Production, и ова е нашиот и мој нов проект, подкаст каде што конечно можам да зборам директно со вас, без монтажа, без заобиколување, само искрено, без булшит. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. Сигурно се запрашувате зошто го почнувам овој подкаст. Овој подкаст го започнувам затоа што сакам да отворам простор за муабети што ретко кој ги прави, да споделам искуство од продукција, да споделам искуства од продукцијската индустрија, да дискутирам теми што ме инспирираат или фрустрираат и така натака. Се прашував зошто во Македонија нема повеќе вакви формати, па решив да не чекам некој друг, туку самиот јас да го направам тоа. И верувај ми, ќе спорувам за работи што нема да ги слушнеш на друго место. Што можеш да очекуваш? Во овој подкаст ќе зборуваме за се. Од музика и продукција до личен развој, hustle culture, индустријски игри, па дури и контроверзии. Некои епизоди ќе бидат соло како ова, а некои ќе имаме гости, уметници, продуценти, предприемачи, креативци, луѓе што имаат што да кажат, чак дури и професори, универзитетски професори. Има ро искуства, вистински приказни и муабети, што можеби ќе ја променат перспективата. Нема скриптирани одговори, нема празни муабети, така да ова е едно ново искуство. Знам, порано снимавте на нашата продукција подкасти, но не беа од ваков карактер и од, што знам, некако не доспеа толку до публиката. Прва тема е hustle култура, мотивација или замка. И сега ајде од старт. Темата што денес ја отвараме, дали hustle culture е вистинскиот пат до успех или само модерна замка што те носи во burned out. Сите зборуваат за гурај, за hustle, работи 24/7, не спи, grind hustle, ама дали тоа навистина функционира или само го продаваат како мотивацијски маркетинг, за да трошиме повеќе и да бидеме уште поизгорени. Значи, како што кажав, хасълот е нешто што, не знам, обожавам да хаслам и затоа со TG Records, јонака сум јас и TG Production и TG Records because досеја снимав на англиски видеа, така да не ми замерувајте ако зборнам од време на време на англиски, но затоа и го создадов Hustle Clothing брендот, бидејќи со години хаслам, но хаслав во празно. Треба да знаеш како да хаслаш, зашто јас као цело време работев, хасл, ама не беше доволно. Се чувствував burned out, но зошто, ќе ме прашате? Бидејќи едноставно јас тоа го мислев, а ете и сами може да видите на TG Production колку контент имам направено. Вистина, снимав филмови, за филмовите треба подолго време, подолг временски период да се направи едно видео, филм, да се изрежира, да се сними, да се собере екипа. Да, филмовите така. Но искрено можев тоа што го правам сега на Дарко Соколевски, на персоналниот бренд каналот,
да давам туторијали за продукција и се останато, но јас едноставно се базирав на некој си така начин дека TG Production би го водел како продукцијска куќа која само ќе објавува филмови. И затоа TG Production не можеше да просперира никако. И самиот бев свесен и го гледав тоа. Но се фокусирав кога видов дека нема толку многу од влогингот и од тие работи, дека не просперира на почетокот. Не сега кога во декември направивме еве се викаше Влогмас, видов дека секоја ден ако постираш и ако се трудиш доволно, имат резултати. Така да хасалот мене ми започна уште пред новата година и хасалот јас го започнав со почетокот на Влогмасот. Мислам, оној хасал кој беше сериозен за да се направи нешто и да се истраje без разлика дали јас сакам или не сакам. Значи, мене не ми се снимаше воопшто некој денови Влогмас, но дисциплината која разбив за снимање со Влогмасот беше нешто воу. Језда сите влогови не беа нешто полни со контент, ама битно 31 ден јас постирав контент и јас го монтирав тој контент бидејќи тогаш немав монтажер. Мислам, имам монтажери, двајца, ама не секогаш се слободни и немаше да биде efficient ако јас го пуштав секоја ден на монтажа кај монтажер, бидејќи интернетот е најголемиот проблем. Може да јас немам интернет, монтажерот да нема интернет или слично. Така да имав и план за TG Production веб страницата да ја направам поинаку малце и поинаку малце се братив на drawing board да направам некој нов не дизајн, туку ребрендинг на целото. И под тоа подразбирам ребрендинг не дека ќе осменам ја логото или слично. Зашто ја претходно кога правев ребрендинг не беше таков, туку само логото го менјав. Или дизајнот на веб страницата, тоа не е ребрендинг. Ребрендинг на целиот бизнис план и на сите цели на TG Production што ги имаве. Така да ова година доста контент аплодиравме уште од почетокот и ова година некако е плодна година. Јас се фокусирав 100% на Дарко Соколевски каналот. Се фокусирав на почетокот имав како што можете да видите дека имав некои клиенти, ајде да ги речеме така клиенти, ма да не си клиенти, и подпишавме и ја сајнавме искрено и се јавија некои клиенти после тоа. Така да ова година е плодна и мислам дека ова година ќе биде она најуспешната година за TG Production што била досега. Вистина, фала ви од се срце за песните и за поддршката на TG Records, но сакам и TG Production каналот да дојде до едно ниво каде што продукцијата е на највисоко ниво, бидејќи мојот сон е TG Production да стане една од најголемите продукцијски компании. Но тоа нема да се деси ако јас не снимам видеа, ако јас не се унапредувам во видеопродукција и слично. Многу работи ќе се спрема претходната година, но никогаш не излего. Овој подкаст требаше да почне веќе претходната година, но не се деси тоа. И сега дојде моментот за да се деси тоа. Така да, јас мислам доволно е за ова епизода. Ке разгледуваме и примери од светски имења, но и од наши луѓе, дали навистина вреди таа жртва, тој хасл. Јас го кажав мојот личен пример, моето лично мислење за хаслот, така да тоа е тоа. Ова е само почеток. Ако ви се
свиѓа ваков отворен пристап, удрете follow, subscribe и споделете го подкастот со некој што ќе го цени. Следната епизода ни носи уште потешки теми. Така да останете тука, ова допрва почнува.